Не произведуваме доволно струја, ниту пак имаме мазут и јаглен за работа на термоелектраните, уште помалку газ за топланите. Енергетската зависност земјава скапо ќе ја плати престојнава зима, за која сите држави на големо се подготвуваат да биде најтешка во последниве 70 години. Откако државните електрани се обврзаа да произведат и задоволат 100% од потребите на домакинствата, речиси никој не верува дека тоа и навистина ќе се случи, бидејќи во минатото редовно се случуваа дефекти, ремонти и истовремено не работеа сите 3 блока на РЕК Битола. Бидејќи не се подготви навреме како и другите држави, економскиот тим на владата упорно се трка со времето во последниве неколку недели и се обидува во 5 до 12 да обезбеди енергенси за цела сезона. Нема одговор дали вчерашната државна мисија во потрага по газ и струја во Турција завршила успешно. На преговори со турската државна газна компанија Боташ, која продава газ со потекло од Азербејџан, Русија и Иран, во Истанбул се упатија министерот за економија Крешник Бектеши, директорот на ЕСМ Васко Ковачевски, како и директорите на Национални енергетски ресурси и МЕПСО Байрам Реджепи и Орхан Муртезани. Не се знае дали со Турција паднал договор за помош при набавка на струја и газ за време на енергетската кризна состојба. Ако се договориле количини на газ, тие треба да влезат во Македонија од гасоводот Турски тек преку краците во Бугарија и Грција. Предходно пропадна договорот и за увоз на струја од Бугарија. Преговорите пропаднаа бидејќи двете страни не можеа да се договорат околу цената. Министерот Бектеши се надеваше дека може да се обезбеди струја по цена од 180 евра за мегават час, наколку што се очекува да се ограничи цената на електричната енергија во рамки на Европската Унија. Владата тврди дека количините што се договараат ќе бидат наменети исклучиво за индустриските капацитети, но експертите се сомневаат дека накрај тие ќе завршат кај домакинствата по крах на некој од капацитетите. Засега економските министри успеа да се договорат со Србија за испорака на газ преку Бугарија и со Грција за набавка на мазут и јаглен за потребите на македонските термоцентрали.